Централен дневник на К1 телевизија. Време е да ги проследиме најновите настани и случувања од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што се беше актуелно денеска ќе погледнете веднаш по најавите. Велешанец падна од мостот кај Велешко езеро. Командата за обука и доктрини на армијата на Република Македонија, сместена во Велешката касарна, го одбележа 25-тиот роден ден. Еколошко друштво Вила Зора излезе со резултати од проектот деконтаминација на почва во Велес. Проектот успешен. Брзата интервенција на итната медицинска служба и територијалната противпожарна единица од Велес спречија трагедија кај браната на езеро Младост. Имено 40 годишен маж се слизнал и паднал во бездна длабоко околу 30 метри. Во акцијата учествуваа и припадници на единицата за специјални задачи Тигри. Дијана Иванова ги има деталите. Помош, помош! Овие зборови нешто пред 12 часот ги слушнале две млади момчиња кои планирале да се разгладат во водите на езерото Младост покрај самата брана. Изјава во камера не сакаа да дадат, но ни кажаа дека им требало време да го лоцираат местото. Дури кога пријавиле во полиција, велат дека не биле сигурни од каде човек бара помош. По повикот во полицијата, веднаш била алармирана итната медицинска служба и територијалната противпожарна единица во Велес. Повредениот е лоциран во бездна длабоко околу 30 метри. Станува збор за 40 годишен велешанец. Со големи маки успеавме заедно со мојата сестра да дојдеме до пациентот кој што беше во една незавидна положба со јаки болки, со скршеница на едната нога, на десната нога, во свесна состојба пациентот и сета потребна медицинска помош му беше на лице место дадена. Во акцијата за спасување покрај секторот за внатрешни работи Велес и територијалната противпожарна единица Велес активно учествуваа и припадници на единицата за специјални задачи Тигри. Тие со хеликоптер на МВР повредениот го транспортираа на клиника во Скопје. Со брзата интервенција на екипата што беше дежурна, пошто ние дежуреме 24 сата, дојдени се на лице место и слегнати се доле. Неприступачниот дел од теренот мора да го рачистуваат со рачно со секира, тоа што тука имавме ситуација каде што не можеше хеликоптерот да го излече повредениот, пошто се побара побош од тигрите. Брзата интервенција и координираност на сите инволвирани во акцијата за спасување е причина 2 часа по дојавата на немилиот настан лицето да биде на пат кон скопските клиники, каде ќе подлежи на детален лекарски преглед. Армијата на Република Македонија денеска одбележува 25 години од формирањето. Командата за обука и доктрини на АРМ, сместена во Велешката касарна, денеска одржа пригодна свеченост, на која покрај другото беа наградени и пофалени 15 припадници на армијата на Република Македонија. Командата за обука и доктрини на армијата на Република Македонија, сместена во Велешката касарна, денеска го одбележа 25-тиот роден ден на армијата на самостојна и суверена Република Македонија. На свеченоста беше потенцирано дека Република Македонија гордо чекори на својот пат, безпрекорно извршувајќи својата најзначајна улога, а тоа е одбраната на територијалниот интегритет и суверенитет. Во изминатите години на раст и развој, исполнети со бројни успеси, армијата на Република Македонија ја создаваше и ја градеше сопствената историја. Со секој изминат ден, со секоја успешно изведена вежба, успешно реализирана мисија надвор од нашата држава и помош на цивилните структури во кризни моменти. Фактот дека нашето учество во мировните мисии е оценето за исклучително позитивно ни укажува на тоа дека блиску е и денот кога приемот во НАТО и евроатлантските безбедносни структури ќе биде реалност. Учеството во овие организации не представува привилегија, туку голем спектар на обврски кои мораме да ги исполниме. На денешната свеченост, согласно издадената наредба на началникот на Генерал-штабот и командантот на командата за обуки, унапредени, наградени и пофалени беа 15 на припадници на армијата на Република Македонија. Командата за обуки и доктрини, следејќи го процес на трансформација на АРМ
претрпи структурални промени со кои се прилагоди на дадените услови. Денес, Командата за обука и доктрини представува расадник на индивидуално оспособен персонал за новите предизвици, а преку нејзиното осовременување како во обуката, така и во развојот на нејзините способности. 18 август се слави како Ден на Арама, затоа што пред точно 74 години, во далечната 1943 на Славеј планина е формиран баталјонот Мирчацев. Тоа представува првата регуларна единица на Народно-ослободителната војска во Втората светска војна. Еколошкото друштво Вила Зора ги презентираше резултатите од проектот Деконтаминација на почва во Велес. Според Ненад Коцик, проектот е успешен. Деконтаминацијата која се вршеше со маслодајна репка успеала да абсорбира огромни количини на кадмиум. Презентирани резултатите од проектот Деконтаминација на почвата со маслодајна репка од страна на еколошкото друштво Вила Зора. Деконтаминација се вршеше со маслодајна репка на околу 1 хектар приватна земјоделска површина, а според резултатите, репката успеала да абсорбира огромни количини на кадмиум во зелениот дел од растението, додека во семето на репката исто така е абсорбирана голема количина кадмиумно и олово. На длабочина до 20 см останале 369,97 олово, 1212 цинк, 313 од 240 см 85 олово, а 1158 цинк. Да ги споредиме резултатите од 2010, ќе видиме дека оловото е далеку под резултатите и дури и на интервентната вредност, така да сме успеале да за една година само, за една сезона, да оваа површина правиме прикладна за живење. Станува збор за локација во близина на топилницата каде почвата е најзагадена. Кај оловото има намалување за 40,5%, а на длабочина до 40 см за 43,1%. Сепак проблем останува кадмиумот, кој се уште е со висока вредност. Коцич напомена дека за да се доведе оваа почва да биде погодна за одгледување земјоделски производи, ќе бидат потребни уште 3 години. Тој истакна дека е потребно да се вклучи државата во деконтаминација на почвата. Значи екологија за тоа што се работи за загадување на животна средина, земјоделие за тоа што од животна средина се закадуваат земјоделските производи и здравство за тоа што со конзумирањето на овие токсични зелени производи се загрозува здравјето на луѓето и во Велес и на страна каде што се продава. Од еколошкото друштво Вила Зора сметаат дека е потребна стратегија за деконтаминација на почвата со утврден начин, време траење и потребни средства. Не само во Велес, слична состојба има и во Тетово, Скопје, Кавадарци и уште неколку градови во земјава, потенцираше Коцич. Реновираните кошаркарски терени при спортскиот центар Јасмин не преживеа ниту еден месец. За помалку од 36 часа едниот веднаш беше искршен, а останатите следните денови. Не е прв пат да се уништува она што општината го поставува како општо добро за самите граѓани. Мартина Митков ги има деталите. Пред точно еден месец беа реновирани и обновени кошевите кои се наоѓаат над спортската сала Јасмин, но истите повторно се најдоа на мета на вандали. Не издржаа ниту 36 часа од кога еден од нив беше скршен и уништен, а останатите следните денови. Не е прв пат да се уништува она што општината го поставува како општо добро за самите граѓани. За ваквиот чин на сквернавање, градоначалникот Александар Панов вели дека со кршење и уништување на нештата што се платени од джебот на граѓаните се соочуваме секојдневно. Имаме случај да там че се паркира во рикверс кон кошот, се сече со бруска комплетно цела структура и се носе негде на Тиквешкото езеро или не знам некаде да ги задоволи потреби негови и на неговите деца. А тука цело мало или цела структура на деца кои што треба да играат се оставаат подкусени за еден од тие кошеви. Другиот е искривен, значи се бесат буквално на тој кош. Третиот е искрашен. Овој спортски терен се обновува 3 пати годишно и за кратко време повторно е уништен и нефункционален.
Најжално од се е што за ваквите вандалски постапки на дел од жителите на Кавадарци се уште никој не одговарал, иако неискрено се надевам дека сите овие постапки ќе им служат на честа, изјави Панов. Апелирам, мене ми останува само тоа, покрај работата на реконструкција комплетна на и детските играчки и одржувањето на хигиената во истите, клупите, се тоа што е инфраструктура која што ние ја градиме, да се чува, бидејќи ќе повторам тоа се гради и се прави од буџетот, односно од буџетот кој што се полни од сите джебови на родителите, на граѓаните на општина Кавадарци. Иако е тешко да се свати логиката на вандалите и покрај редовните апели да ги заштитиме реновираните спортски терени, сепак очигледно до некои луѓе не допира зборот. Незаконското работење на СДСМ и вработување на партиски кадри тема на денешната пресконференција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес. Живе Катранџиев, претседател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Велес, истакна дека на овој начин е загрозена и сигурноста на граѓаните кои во овој период ќе сакаат да купат огревно дрво од шумско стопанство Бабуна. Еве зашто станува збор. СДСМ и понатаму работат незаконски спротивно на изборниот законник и мислењето на антикорупцијската комисија. Поставуваат директори без никаква правна основа и инсталираат партиски кадри на раководни позиции во институциите, рече на денешната пресконференција Живе Катранџиев, претседател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Велес. Од 6 август, датумот кога се распишани локалните избори, сите именувања на директори и раководни структури во институциите се незаконски. Оваа забрана јасно е пропишана во членот 8а од изборниот законник, кој вели дека од денот на донесување на одлуката за распишување на избори до завршувањето на изборот не може да се отпочне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки се ставаат во мирување, освен во случаи на итни и неодложни работи. Ваквата забрана, додава Катранџиев, е и во точка 5 од мислењето на Државната комисија за спречување на корупцијата, каде јасно стои дека постои законска пречка да се врши распоредување и унапредување на лица вработени во органите на државната управа, а со неодамнешната одлука за поставување на Љубенка Попова за нов ВД директор на шумското стопанство Бабуна, овие одредби грубо се прекршени, потенцира Катранџиев. Поставувањето на Попова за директор е незаконски и е израз на самоволието на СДС, кој не почитува ниту закон и ниту процедура кога поставува партиски послушници на раководни позиции. Законите мора да важат подеднакво за сите и ќе одговара секој оној кој ќе ги прекрши. Ќе одговараат тие кои ја донеле оваа незаконска одлука. А доколку така наречената нова директорка на шумско стопанство Бабуна, која е незаконски поставена, треба да знае дека ќе одговара и таа. Секое подпишано барање, решение, акти на баратели на дрва ќе бидат незаконски, потенцира Катранџиев, додавајќи дека на овој начин е загрозена и сигурноста на граѓаните кои во овој период ќе сакаат да купат огревно дрво од шумско стопанство Бабуна. Дали на овој начин испраќате порака Велешани да не купуваат огревно дрво од шумско стопанство Бабуна, туку тоа да го прават за повисоки цени од приватните складови? Дали со ваквите одлуки свесно работите на штета на шумското стопанство Бабуна и на штета на потребите на граѓаните на Велес? Господа од СДС, во вашата алчност за гола власт, газите преку секакви принципи и процедури, без при тоа да водите сметка за штетите кои што ги нанесувате.
Граѓаните гледаат дека освен партизација на институциите, партиски вработувања, непотизам и згрижување на шарените активисти, ништо друго не ве интересира, дециде на Катранџиев. Заради ваквото самоволие и беззаконие, СДС ќе се соочи со политичка одговорност на следните локални избори и ќе биде целосно делегитимиран од страна на граѓаните, подлече Живе Катранџиев, председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Велес. Убавината ја живееме е името на изложбата на фоторепортерот Љупчо Илиевски, кој вчера вечер пред Велишани представи својата изложба. Илиевски вели дека преку фотографиите го потенцира мирот и спокојот на Преспанскиот регион. Овој проект Илиевски го работил 3 години во соработка со УНДП. Отворена е изложбата на фотографии Убавината ја живееме на фоторепортерот Љупчо Илиевски, кој е вработен во МРТВ како камерман-снимател. Тој пред белешката публика во ликовниот салон се представи со околу 30 на фотографии со мотив дел од Преспанското езеро. Преспа има повеќе слој на убавина. Преку фотографиите сакав да го потенцирам мирот и спокојот во тој регион, изјави авторот. Сместена е меѓу два национални парка, помеѓу Галичица и Пелистер. Има ендемски вид на риба, ако се рачуна, меѓу 5 најстари езера во светот. Значи, од 5 ние имаме 2. Охридското и Преспанското езеро се меѓу 5 најстари во светот. Потоа, регионот на Ресен е трети регион во производство на јаболки. Го имаме единствениот остров во државата токму таму. Проектот е работен 3 години во соработка со UNDP, а дел од фотографиите се објавени во магазинот National Geographic. UNDP организираше изложба во земјава и странство, а изработи и календар за 2011 година и беше представен во 162 земји во светот. Продолжуваме со вести од земјава. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска испрати писмо со сочувство до неговото величество Фелипе VI крал на Кралството Шпанија по повод терористичкиот акт во Барселона. Со шок и огорченост ја прими веста за бруталниот терористички акт во Барселона, во кој животот го загубија недолжни шпански и странски државјани, а голем број се здобија со тешки повреди и трауми од ужасниот напад. Вознемиреноста од оваа жална вест е уште поголема поради тоа што и граѓани на Република Македонија е меѓу тешко повредените лица од истиот крвнички акт, пишува Иванов во писмото со сочувство. Во овие тешки моменти на огромна жалост, председателот Иванов од името на граѓаните на Република Македонија и од свој лично име упатува израз на најискрено и длабоко сочувство. Министерството за надворешни работи на Република Македонија информира дека согласно комуникацијата остварена со надлежните служби, македонската амбасада во Шпанија дојде до информација дека еден македонски државјанин во моментот се наоѓа во болница во Барселона. Лицето во моментот на извршување на нападот се наоѓало во непосредна близина и се здобило со скршеница на зглобот на ногата. Лицето се наоѓа вон животна опасност и е третиран од страна на шпанските медицински служби. МНР информира дека представник од македонската амбасада во текот на ноќта се упатил кон болницата каде што се наоѓа повредениот македонски државјанин. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска соопшти дека од 1 септември градинките треба да почнат со двосменско работење. Согласно владината одлука донесена на 10 јули годинава, првите смени ќе бидат од 7 до 14:30 часот, а вторите од 14 до 21:30. Ќе се работи и секоја прва сабота во месецот од 8 до 16 часот. Министерството е подготвено за отворање нови работни места, што како потреба ќе ги наложи двосменското работење, истакна Царовска и додаде дека целта на истото е децата и родителите да ја добијат потребната грижа од јавните установи.
Земјотрес со интензитет од 6,7 степени според Рихтеровата скала го погоди јужниот дел на Атлантикот во подрачјето околу 790 км северно од островот Асенсион, соопшти Американскиот геолошки институт. Непосредно по земјотресот, Пацифичкиот центар за предупредување на опасност од цунами не дал предупредување. Земјотресот е лоциран на длабочина од околу 19 км. Продолжуваме со вести од светот. Одговорноста за вчерашниот напад во Барселона, каде бројот на загинати засега е 12, а повредени околу 80-тина, ја презема джихадистичката група Исламска држава. ДПА јавува дека АМАК, агенцијата на Исламистичката држава, објавила соопштение во кое се посочува дека нападот го извршиле членови на групата кои се одзвале на нејзиниот повик за изведување напади во земјите членки на антиджихадистичката коалиција, која извршува воздушни напади врз цели на джихадистите во Сирија и Ирак. Од јуни 2016 година во Европа се регистрирани 7 напади што ги изведоа исламисти, меѓу кои и оние во Ница, Берлин, Лондон и Париз. Државјани на Франција, Германија, Шпанија, Холандија, Аргентина, Венецуела, Белгија, Австралија, Тајван, Хонг Конг, Унгарија, Перу, Северна Ирска, Грција, Куба, Македонија, Кина, Италија, Романија и Алжир се повредени во нападот во центарот на Барселона. Властите во Шпанија информираат дека 2 лица се приведени, мароканец и африканец, а по еден се уште се трага. Полицијата за ниту еден од приведените досега немала отворено досие за поврзаност со тероризам. Инаку терористичкиот напад се случи синоќа, кога на фреквентна улица во Барселона минибус удри во луѓе. Повредени се околу 80 на лица, а бројот на загинати се искачи на 24. Терористичкиот напад во центарот на Барселона не бил единствениот напад во Шпанија, како што јавуваат тамошните медиуми на 120 км јужно од Барселона, во туристичкиот град Камбрилс, 60 на минути по полноќ имало обид за нов напад со комби, при што полицијата усмртила 4 напаѓачи. Неколку часа подоцна потврдена била информацијата дека и 5-тиот напаѓач им подлегнал на повредите. Шпанската телевизија РТВЕ јавува дека во овој напад повредени се 7 лица. Денеска имаме сончево и топло време со слаб до умерен ветер од променлив правец, УВ индекс со вредност 8. Дневната температура се движи во интервал од 27 до 37 степени. До сабота ќе се задржи претежно сончево и топло време со дневни температури кои во најголем дел од земјава ќе се задржат во рамки на просекот за овој период од годината. Топло ќе биде и во недела, но во попладневните часови ќе има зголемување на облачноста, а кон крајот на денот оваа облачност ќе биде проследена со поројни врнежи од дожд и грмежи. Позначителна промена на времето се очекува во понеделник, кога ќе преовладува облачно време со локален дожд и засилен северен ветер, а дневната температура значително ќе опадне. Метеоинформациите беа последни во ова издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.